Чешката република е подготвена активно да се вклучи во барањето решение за надминување на спорот меѓу Скопје и Софија. Шефот на чешката дипломатија Петер Мацинка, кој престојува во двудневна посета на земјава, истакна дека Европската унија има силен интерес за продолжување на проширувањето и дека досегашниот напредок и направените отстапки на Македонија мора да се вреднуваат. Според Мацинка, врз основа на заклучоците на Европскиот совет од 2022 година, прашањето веќе има мултилатерален карактер. Тој откри дека чешкиот премиер Андреј Бабиш во следните 3 недели ќе престојува во Софија, каде што една од темите на разговор се очекува да биде токму овој спор, при што Чешка ги нуди своите добри односи со двете страни за да помогне во наоѓањето консензус. Не е билатерално прашање меѓу Северна Македонија и Бугарија, туку врз основа на заклучоците на Европскиот совет од 2022 година. Тоа стана мултилатерално прашање, кое што не е веќе прашање на две земји, туку на сите земји на ЕУ. Претпоставувам дека и од страна на Европската унија, повеќе, добро да кажам, знам дека постои голем интерес за проширување и заради тоа и во интересот на Европската унија мора да биде овие последни пречки да се отстранат. Македонскиот министер за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски пак порача дека евроинтеграцијата останува нашата стратешка определба, но процесот мора да биде предвидлив и фер. Ние за прашање поврзани со историја, јазик, идентитет и култура не сме подготвени да преговараме. Прво, бидејќи сметаме дека тоа ги нарушува нашите права, па дури и основни човекови права, како луѓе и како граѓани на оваа земја, но исто така бидејќи сметаме дека прашањето од таква природа не се европска вредност или критериум, туку се суверени права на секоја земја, вклучително и суверени права на земјите членки на Европската унија. Покрај политичкиот диалог и поддршката за ЕУ, во фокусот на разговорите беше и економијата. Чешка во моментов се вбројува меѓу 15 најзначајни трговски партнери на Македонија, а за време на оваа посета во чешката делегација се вклучени и представници на повеќе чешки компании. Двајцата министри се согласни дека постои голем потенцијал за нови бизнис инвестиции, пред се во секторите транспорт, инфраструктура, енергетика, земјоделие и високи технологии.